Колку е притисокот јанаке на јавноста сега важен за процесите да бидат во една колона како што треба да биде? Исклучително важен. Од искуство ќе ви кажам дека нас институциите, јас сум се соочил на пример со конкретна институција Центар за социјални работи, да раководителката правеше кривични дела, да го посочував тоа и посочував дека ќе пријавам и нејзиниот одговор буквално беше па баш ме гајле ако ме пријавиш. Значи само од јавност имаат одреден тип на опрезност на претпоставено страф, ајде да го наречеме страф, па не знам дали е баш правилно избор, меѓутоа еве да речеме само тоа не му се плашат и токму затоа притисокот на јавност и медиумскиот притисок е клучен. Она што двајцата мои соговорници не го кажуваат, а јас ќе го кажам, бидејќи еве вака нели верба поклонуваме на институциите на истрагата е следново. Ви имате состојба да поранешниот директор на државен пазарен инспекторат у Ќорка, сегашниот не е, за него нема истрага. Ви имате позиција да неколку поранешни локални полициски авторитети се во притвор, сегашните не се. Вие сакате да му убедите дека 10 месеци тие ништо не знаеле за истите действија за кои што се овие претходниве во Ќорка и за нив има истрага, за истите пропуштени действија, бидејќи едно кривично дело може да се направи со сторување и со несторување, односно со пропуштање да се превземат действија кои што сте должни да ги превземете, овие не одговараат. Сега има време се уште, истрагата верувајте дека иако ние тоа така можеби како лаичка јавност не се перцепира, е се уште на самиот почеток, можеби ќе се прошири и наспрема други, меѓутоа за сега не гледам такви сигнали. Така да сега да ние одеднаш имаме некој супер оптимизам дека еве што сега барате, протестирате, еве има истрага имало многу и за модуларната, инаку да ве потсетам дека во предистрага е се уште не за овие што гревове што ги судат, ве молам докторон го недо виновен зашто ги пуштал фамилиите да ги гледаат луѓе во умирање, мислам што е за секој осуда, туку има предистрага за тоа која градал модуларна, со какви материјали, кој тоа го одобрил, кој тоа го платил. Сите тие луѓе се на слобода. Така да тоа дека баш има истрага мене не ме охрабрува, туку веќе се гледа дека во одредена насока има луѓе кои што се изземени од истрагата, барем јас тоа многу. Добро, сега оди на сега пак му дам партиска конотација, оди на линија на тоа што го кажуваат од СДСМ за селективна истрага. Тоа го обвинува. Не го кажам за селективна истрага, затоа што истрагата се уште трае. Истрагата може да се прошири на уште 100 луѓе. Во овој момент јас гледам дека сегашниот директор на државен пазарен инспекторат влакно не му фали, да сите оние што се началници локални полициски авторитети влакно не им фали, само се сменети од позициите, а не одговараат. Во тој случај кои се действијата, тоа верувајте дека одбраната ќе го користи и во евентуалното судење кое што секако ќе дојде, да како може да моето действие на пропуштање е кривично дело, а господинов кој што го гледаме кај вас по кабинети и по митинзи не одговара, така да тоа се легитимни прашања и не се користење на некаква несреќа. Остете го градоначалникот, сега за друго зборам. Градоначалникот го приведоа по сите тие полициските се поранешни, тоа и го зборам сашто. Значи градоначалникот ја бев можеби прв, не ова сега си изјаваме медаљи, него можеби прв бев кој што бараше апсење на прво сегашниот градоначалник и на поранешните градоначалници кои што патем излегува во куќен притвор. Потребна е, да не се разбереме погрешно, значи потребна е јавноста да притиска, да се изведат сите виновни или да се направи како? Точна да протестираат било лошо, да не ги искористеле. Дека не треба да протестираат. Прво, моментот кога излегоа протестите беше невкусен. Второ беше затоа што беше насоката партиска. Односно не беше како излезен. Како тоа го знаете? Не беше, како тоа го тврдите? Кои се луѓето? На Бучковски син и толку. Кој друг знаете да ми кажете? Уште во вториот ден кој друг знаете да ми кажете? Што покажуваше вие господине Заев и го заборев името. Излегуваше синот на другиот функционер битен. Ги гледаш луѓето, после дечкото гостуваше кај тебе во емисијата исто. Претходно го гледавме што прави во 2016. Никогаш не тој бил партијава вие кај што бевте, тој никогаш не. Ама како идеја, ги гледаме луѓето кои што ги немало извесен период и најнаш се појавуваат. Нормално дека има скепса кај народот дека нешто тука сомнително се случува. И да се вратам на поентата што ми е, не ми е поентата да кажам дека не треба да има народен притисок за да видиме институциите да го сработат она за кое. Ама ја би сакал да чуеме вашиот модел како е тој притисок. Да протестираат било лошо, било недела на жалост не требало, па еве кога треба. Еве еден пример конкретен ти што си го кажа. Значи ти си бил еден од првите кој што си истакнал со прст дека треба градоначалникот да биде виновен. Не да биде виновен, да има истрага спрема него.
Јас не сум суд да кажувам или кој е виновен, кој не. Се извинувам, да погрешно се изразив. Со адвокација ме работа мора да бидеме педал. Ама не, муабетот е затоа што до сега, да, точно е, да, мислам, за белешка прифаќам во право е, ама излегуваат луѓето кои излегуваат и на протести или на социјални медиуми, излегуваат пратеници, излегуваат правници, излегуваат со цели списоци, еве ви ги давам јас и тие бркајте ги. Мислам, не може некој кој што во смисла не само да се стават во истрага, туку веднаш ние тука треба некое судење одма во затвор. Убаво е да се каже на јавноста дека тоа е процес кој што трае, дека не е нешто преку ноќ. И од друга страна е мислам дека јавноста добро знае бидејќи ние цела 30 години сме гледале само долги процеси судски, тоа е законски е така, значи законски 15 месеци може да трае. Никој од нас нема доверба веќе во ова што се случува и разбирливо и тоа што го кажува Јанаки. Сите го имаме, ние имаме таа скепса. Ама треба да видиме, да се темпираме кога, што, како правиме. Значи, дека постои организиран опит, ќе кажам, за смена на власт или за не може да дифамација на власт. Не, знам, го кажав тоа и преска. Не, го кажав тоа преска, но како обид, дека постои оркестриран обид. Оркестриран е важен у ова што ќе го кажам. Се гледа по тоа што во моментот кога председателот на СДС дава изјава дека во вакви денови на жалост треба да се обединиме, да не се политички, да не се ја памтите таа изјава, така? На вториот ден. Во истиот ден, следниот ден, имате идеолозите, ќе ги нарачам, на СДС, како се појавуваат на различни телевизии, даваат изјави нормално контра власта, контра Во исто време се случуваат протестите на кои што ги гледаме нивните блиски, кажете ги синови, на како прават пресови, како се појавуваат, како кажуваат дека треба да се оди на протестите, како. Значи, сето тоа ви кажува на паметно, што викаат хрватите, паметно ме доста, му кажуваат дека постои организиран обид за да се, ајде, како Сашо, морам да те прашам. Еве, викаш паметног доста. Сега, 2017 велиш сме го проминале, па тебе не ти беше доста кога ги гледаше Заев, Маевко стануваше, кога велеше Царот е гол, ти, цела свита. Сега немој сега со такви ниски работи. Зашо е ниски, тоа се случи. Тогаш не ти беше доста кога ги гледаше Заев, Шекеринска, ама застани, зашо зафркавај се. Не зборам така. Чекај се, полека, значи. Прво. Кај сега тоаш не беше паметног доста, а сега излегле на Бучко син му првпат го видов уживо како изгледа. Кој е тој авторитет да повлече народ жити? Зашо имаш потреба да влагаш со мене у клинч? Не влагам во клинч, ти кажувам нешто што е. Да сега било паметног доста, требало да свата дека оркестриран. Како ти не свати 2017 кога беше тит на Царот све по Ама сега ќе ти кажам. Јас сега ти кажам кои ги организираат тоа што протести. Сега дека ќе ти дозволам, не е моја мисија. Значи, тоа беше протест на хонорарните работници. Тоа немаше врска со шарената револуција. Од број 1. Ја излегов на протестот на хонорарните работници и кажав дел од мојата монодрама секс, дрога и рок-н-рол. Добро. Толку. Јас не бев дел од шарената револуција. Втора работа, точно е. Јас бев против таа власт затоа што видов што се прави, видов како се прави, видов дека се одлепија од земја, дека забега и така натаму и така натаму. Што е проблем човек после извесен период да го смени мислењето, па и ако сакаш ти да кажеме тој што не бил толку паметен да свати некој работи и да каже сега ги гледаме тие ствари, да, бевме изманипулирани. Не кажувам се конкретно за мене, за генерал. Бевме изманипулирани и тоа го видовме. Ја од тој аспект викам денес паметно ме доста, не кажувам од некој друг аспект. Јас сум и паталец, Александар, ќе ти кажам едно нешто, јас например скепса за протести генерално имам од 2011, не дека не делумно скепсава, но обидот да се сатанизира секој обид за протест мене ми смета. Но еве сега ќе ти кажам на кратко, бидејќи нели го спомнав Ликов. 2011 се случува убиството на Мартин Нешковски. Спонтано, тоа гарантирано го тврдам, од првиот ден бев на тие, најспонтано се собра одредена група народ, која што во следните 2 недели се зголеми на маса од 3000 редовно, што за протест што вели Весна не од партија повлечене, топ бројка са 3000, вака не звучи нели некоја бројка. И се случи тоа што Сашо го збори. Значи, јас и уште пар мој, јас, Драган, колегава,
кумот мој, бевме тогаш сатанизирани да тоаш тие протести првите месец дена беа едни од најдобрите протести у Македонија што се случиле, бидејќи беа без сендвичи, без влечење од партија. И се случи тоа што се случи, се инфилтрираа разни владино-невладини и со политички мотивации и ги истуркаа сите честни. Знаете, никој не сака да седи и да одработува за нечија туга агенда. Така да не е дека јас немам скепса, меѓутоа протест е здрава работа, предсе е здрава работа. А жално е, и тоа и Весна го констатираше, јас се согласувам, да, еве, од кога рекоа, нели, видовме протестот пред собрание, малци и времето не се погоди колку луѓе собра, ја тоа го доживав на протестиве за против францускиот предлог. Јас секако дека бев свесен пред собрание кога беше вака народ, кој имаше 30.000 народ, дека тие протести отворено, без криење, беа таму ги поддржаа ВМРО, да помене и левица, и ја бев свесен дека некој можеби ќе ме етикетира и баш ми беше гајлен, но подоцна кога се повлекоа политичките партии и кога се гласаше пред собрание имаше 300 луѓе, максимум 300 луѓе. Што е жално, ме разбираш, како да ти објаснам, во нормална држава во Франција, еве пошто француски предлог, за онкологија имаше 14 души вториот ден. Да се случи такво нешто, како да ти кажам дека ќе запалат парламентот и нема да се гласа. Протести за да знаат како изгледа политички инструиран, како изгледа ние народот се собравме за тоа што имаме некоја фрустрација или некои конкретни барања. Да, за онкологија и отец Оливер имаше тогаш баш за 15 Ја бев и втората вечер, првата вечер нели левица која бе таму имаше колку 2-3-5.000 луѓе, не знам сега тој простор колку собира. Многу реално, не би имаше, ама вториот следниот ден бевме буквално 15 души од кои што 12 беа болни од канцер, кои што беа прашањето за сите ми е сега дали ваквиот притисок што се прави за трагедијата во Кочани треба исто тоа да го видиме и за модуларната и за Дурмо и за Бесатран. Апсолутно. И колку имаме сила институции како општество да го направиме притисокот и институциите да ја испорачаат правдата. Еве ќе ти кажам да мене нешто што лично ми пречи многу, повеќе пати го кажав, ќе го кажам и денес. Ако ги земеш жртвите на, да речеме стајковци, многу луѓе ја забораваат таа несреќа, а во голема мера катаклизмата е поради бесправната сеча на дрва над Ридот, таму погина етнички македонци. Во оваа Ласкарци мешан етнички состав, во автобусот веќе имаше нели луѓе од повеќе етнички состави, во модуларна, во главно не во главно загина албанци. И во сите тие три ситуации имаш млаки реакции. Меѓутоа, ако ставиме ние на маса да треба да се мразиме зашто си ти каур, јас сум, нели, да не користиме дерогативни термини, во тој случај ние сме сите спремни да се фатиме за очи и да си ги извадиме очите. Така да кај нас, за жал, само на тие теми се играа, но овие што се битни не. Имаш ти да ситуација, да 14 луѓе, види, тоа е многу бизарно, јас се ежам сега кога го зборам тоа, живи и изгореа. Ме разбираш? И поголеми трагедии потоа ни се случија или со автобусот во Бугарија, живи и изгореа и вие имате ситуација да никому ништо, уште господинот што ги градеше болниците уште и тужеше, не му се доплатило, без срами перде се тие луѓе, ме разбирате. Таа постапка уште е во фаза на предистрага, ме молам, колку години поминаа? 3, 4, колку 3, сигурно има 3, повеќе од 3. Речи си 4 и таа е уште во фаза на предистрага. Господјата обвинител што го водеше тој предмет беше наградена сега шефица е во предистрага, во принцип после 3 месеци треба да одлучи дали ќе отвори истрага или ќе затвори постапката. Било која да е од организиран криминал, било која истрага треба да трае максимум, ако не за 21 месец, максимум со барање за продолжување, бара од висшиот јавен обвинител, од републичкиот, дава рок да и се продолжи. Кај нас судот тоа го толерира, тоа е генерален проблем. Ние сме барали докази после рок за истрага да не се зема, а ти велат тие не се преклузивни рокови, тие не се обврзувачки за нас. Што постава прашање зашто воопшто стојат во законот за кривична постапка. И на тие луѓе влакно не им фали. Модуларната, вие земете ги стереотипите, нели? Порато борен народ, албанци, ништо имаше некој протест на родниниве, значи што се греоте и сега со право инциденти малку беше тоа ништо, меѓутоа и они сега бараат преотварање. Не преотварање. Има предмет во фаза на предистрага, не се обратат во обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција и да прашаат, извинете, 3,5 години, повеќе од трпеливи сме бидели и ќе се согласите, така е тоа повеќе од доволно време да малце мрдне работава. Таму е очигледна интенцијата да се стави проблемот под тепих. Вие знаете колку има потенцијални жаришта на идни трагедии во Македонија, во кај што се во прашање овие станови за домување, згради за домување. Конкретен пример во аеродром зградата кај што живее мајка Микула 61 Јане Сандански.
типот направи стан на мезанинот кај што беа деловни простории. Ај што направи стан, го заградил делот кај што излезот од пожарникарските скали. Тоа е војна зграда од JNA правена со сите салтанати, со излез пожарникарски скали. Па, значи, се уште инспекцијата не може чекаат, не знам кај, пошто и председателот на зградата го има тужено, тој тоа трае со години, се провлекува, сега не знам од кај бараат некоја не знам каква дозвола за да дојде инспекцијата да му нареди да го руши тоа. Вие знаете ли колку згради во Скопје се градени на, како да ви кажам, испитување статика на лажни модели, слично како ова модуларната болница во Тетово на модел, како што читав кадрiju, како што пишуваше господја, на модел не знам од која друга, па со тоа електричните нели инсталации како биле погрешно направени. Па стаени тоа овај уфиока тие работи, тие докази, значи воопшто не се разгледани така натаму и така натаму. Знаете ли во Скопје, во евентуална, ја спомна Стајковци, во кажав тоа кај вас во емисија, еден експерт наш, не е битно за геодезија и така натаму, починате човекот. Вака ми кажано, таа водна бомба што се деси у Стајковци, да се случеше вика на водно. Сите згради вика што ги гледаш на водно ќе се лизгаа до Партизанска, тоа во емисија кај вас сум го кажал. Исто тоа го кажуваат архитекти што работат нели надзори се сега статики, матики и така натаму. Вика не дај Боже да се случи во Скопје, јачина на земјата е 6,46/5 Рихтер како 6 Вика пола Скопје вика ќе се срушат зградите, а да не збориме за како оној Тајланд или не дај Боже оној Турција. Значи сега треба да се направи офанзива по сите можни сектори и пори ова општество, да се испита буквално све како е градено, што е градено, зошто е градено. Затоа викам, ова е шанса да се направи една таква офанзива. Затоа што има многу други трагедии потенцијални во зароди што може да се случат секој момент. Така тој и професорите што беа тука после не сеќа да го зборуваат дека над 80% во Скопје не ги задоволува стандардите. Малце ќе се вратам уште за локалните избори, бидејќи многу е важно, бидејќи од тука ќе тргнат се претпоставува некои работи. Многу ми велат дека сите промени кои што ги гледаме во општеството, а ги прават политичарите, почнуваат од партиите, односно начинот на кој што функционираат партиите, меѓутоа еве гледаме барем од овие неофицијални и полуофицијални информации во коалицијата Влен малце се разнишени работи и тоа токму поради распределба кој каде ќе биде градоначелник, кој каде ќе биде советничко место. И сега зборуваме сите да се реформираме, да тргнеме напред и продолжуваме со ова пазарџиско однесување внатре партиите од тие кои што се крстиме дека ќе ни ги направат промените. За сега не знам, еве видов дека голем дел од нив ги демантира овие моментални шпекулации. Не знам колку ќе излезе ова до локалните, во која насока ќе се движат и Влен и владеачката, па и останатите опозиции, дали ќе прават некои коалиции или ќе одат засебно. Мислам дека владеачката коалиција ќе си тера како сега, дека нема нешто особено да прави големи трансформации. Ќе знаат дека ВМРО ДПМН реално ќе биде онаква што ќе доминира, ќе има најголем број на градоначалници. Сега тука малку во оној албанскиот дел, албанскиот блок, тука како ќе бидат распоредени. Мислам дека ДУИ генерално ќе има исто така голем пат, па за тоа веројатно тука малце ќе останат некои препирки во самата Влен. Меѓутоа мислам дека ќе се држа за тоа што гледа дека мислам дека барем до сега веројатно веќе сватија дека ако сакаат да и парираат на ДУИ, ќе мора барем во некој по-долг период да се обединат, да работат заедно, па да видат од овие локални што ќе излезе, колку ќе добијат градоначалници, советници. Моја проценка е дека би им било паметно сега за сега да се држат заедно, посложно, пообединето, за да направат некоја поголема, поцврста, постабилна градба, да кажем. Да, прашањето ми беше меѓу другото повеќе во контекст да не биде ваква, да речеме, математичка распределба на колачот политички, туку кога ќе почнат партиите малце квалитативно да гледат, да речат не јас сакам да имам во, не знам, во долни градоначалник, бидејќи нашиот кандидат од целата коалиција за таму е најдобар и тој може најдобри резултати да направи. Кога ќе почнеме за личности да повеќе да разговараме отколку за партии, нивните математики кои што крајносно се интереси. Или малце утопистички тоа момент. Тоа е длабока фабричка грешка на владеачите, на оние кои што владеат, кои што имаат моќта. Секој владетел на некој начин или човек кој што делегира на останатите функции, ингеренции и така натаму,
има потреба да се обкружува со послаби од него, луѓе што може да ги контролира. Во таков случај вие очекувајте дека околу вас нема да имате како да ви кажам, луѓе што ќе бидат контрадикторни на вас од добри причини, кои што ќе ве критикуваат затоа што им значи да ви кажат каде грешите и што грешите, туку секогаш ќе сакаат околу себе полтрони, луѓе што ќе им викаат да цело време. А народот вели чувај се дуста што те фали. Да, од таа причина, па добро, затоа им се случува на владетелите, им се случува и брзи падови. Она што викаат каменот од блиску доаѓа. Значи доаѓа време кога токму тие блиските ќе направат со помош на своите дела што ги прават, што ги преземаат акции, подместување, ќе направат владетела да падне вака или онака. Сега тоа е голема, како да кажам, предност карактерна ако има владетел кој што знае да процени и да става на места луѓе кои што навистина не само што ќе бидат како да кажам критични настроени кон него, туку и што ќе си ја знаат, нема да се плаши од нивната способност. Луѓето имаат, поготоа што се на власт, да се плашат од поспособни од нив и тука е целиот проблем. Мисли дека тоа ако е така, а многу е веројатно дека ќе биде така, според иското до сега, тоа значи дека ќе пак ќе имаме некаква кандидати за градоначалници кои што може би нема да бидат на висината на задачата. Тоа ви е ако размислува така како што тоа ви е клиентелизмот уствари. Јас сега ќе те слушам тебе цело време, се ќе потврдувам ти што ќе кажеш, ќе ти одам што се вика по кејфо, да не употребам некој друг збор, со тоа што очекувам дека ти ќе ме ставиш на функцијата што ја замислам во глава. Да, што ја замислам. Некој Влен не е проект кој што ќе обстои на долг рок, особено кога после изборите не преидоа во единствена политичка партија, затоа што не е тајна се таму имате многу, сите од нив се замислуваат како водачи, значи и Касами, и Тарамари, и тоа е сериозен проблем на подолг рок, кој што веќе се правува. Да, во ред е тоа што ги демантирале шпекулациите, меѓутоа очекувано е таму да има разидување, не би спел на тоа уво дека со Дуи е завршено, значи тоа се прво луѓе кои што се најдолго на власти, не така лесно се откажуваат како што гледате од своите привилегии. Локалниве избори, како што кажав, се малку специфични, затоа и не ги прифаќам тие паралели што ги правеше за аеродром за гласачеве на левица, не можете да споредите парламентарни, барем ја така сметам, со локални, но ви кажувам, велам, прво очекувам од Уставниот суд да ја укине законската измена во законот за избори, затоа што демократското право на сега пред избори тоа ќе се случи. Апсолутно да, очекувам тоа да се случи до месец мај, не гледам во што е проблемот со тоа и треба да се случи сега, затоа што на локалните избори имате најмногу шанса како независни листи да излезете, и тоа и на минатите избори се покажа, значи има во Центар листа, во Скопје и во Карпош. Ако не се лажам, имаш и во Тетово, меѓутоа таа ја изигра. Така да, да, веројатно ВМРО ДПМН ќе однесу победа, што е убедлива победа, е веќе сега прашање, помалку гласови, повеќе гласови, и тоа е дискутабилно. И сега, за сега, гледам дека се чувствуваат доста комотно. Знам знак прашалник како ќе помине, и тоа за мене не е проект кој што е одржлив на долг рок. Не верувам дека ќе обстане тоа на долг рок. Например, не верувам дека на следните парламентарни избори би освоиле пратеник, може да грешам, може не. Така да за мене ова ќе бидат прилично досадни локални избори. Добро, меѓутоа велат дека на парламентарни избори се добива власта, на локални се губи, и сега пак ќе прашам за изборот на кандидатите, бидејќи барем што се случува во Скопје, си да мислам дека сме од Скопје тука, имаме еден општ регрес изминативе години. Мислам се сочуваме со неверојатни проблеми, дека се молиме како да е 83-ја година за контењерите да не ни бидат од ѓубри. А не зборам за нешто. Да не ме боцкате, значи јас морав, видете. Тоа е основна тема. Значи пратете на кој ниво сме. Јас морам да застанам мене улицата од кој што ми поминува, контењери кои што се преполнети, ставорци уште да почнат да ни шетат, и ние се мораме лајв да одиме по социјални мрежи за да дојде еден час подоцна комунална хигиена. Мислам, на тоа ниво ли треба да се сведеме, да мора сега граѓаните да излагаат, да снимаат, да решат, видете, на тоа ниво сме. На тоа ниво сме, за жал. Да се помириме. Изборите во Скопје веројатно ќе се водат меѓу овој што е Галетановски од СДСМ, што е новиот човек на градска организација, покажа добри менаџерски способности за зоолошката, тоа е факт, бидејќи јас во тој период редовно ги носев деца ми беа помали. Прашањето е од ВМРО да помне кој е кандидат, од Бата Трља, каже една реченица, Сашо, мала бара пуно крокодила, таму ќе има окрша, и така да ќе видиме. За мене ќе бидат многу досадни избори, искрено да ви кажам.
Нема ни, ќе бидат досадни. Ги знаеме повеќето, мислам сите се сложивме тука дека го знаеме исходот каков ќе биде и баш од тие причини мислам дека ќе има мала слаба излезност. До пред некоја недела мислев дека може би 45-6% излезност има 40 како горна граница. Да, сега е како горна граница 40, може и помалку, затоа што луѓето реално знаат каков исходот, на посебно на локални најчесто се излегуваат клиентелистички, мислам, тоа не го кажам како навреда, мислам Добра, не мислам дека ќе има дополнителна мотивација поради тоа што зборуваме дека живееме во денови кога што очекуваме да се смени нешто многу во државата. Нема некој кој што ќе понуди нешто подобро. Ние не гледаме некои истите флоскули ги слушаме. Истите флоскули, истите луѓе од едната во другата се вртат. Не гледаме некој да се истакне посебно како кадар кој што ќе речеш да овој човек овој лик. Сега сте скромна, Весна, значи вашава кандидатска функција, ја имам барем информација дека од политичка партија Левица ќе кандидираат еден доста борбен дечко Горан Костовски Чиз, кој што е вака многу активен и искрено давам поддршка на таквата кандидатура затоа што е повеќе од заслужена, така барем говорат моите информации, гледам и дека одредени медиуми ги пласираат и дај Боже да е тоа така. Добро, сашто ги спомнавме Дуј, Јанаки вели дека не треба да се исклучува од било која комбинација покрај тоа што дел нели од поранешно работа на партијата е обекство, некај со кривични пријави, меѓутоа гледаме според се ово што се случи дека партијата се уште прави обиди да се држат живи тие етнички прашања, односно на се што се случува во државата, да се дава некој етнонаратив и сега колку и да не е назвака тоа смешно и веќе излитано, меѓутоа очигледно дека некаде тоа функционира се уште. Значи, ја не знам зашто воопшто кај нас тоа се гледа активирањето и актуализирањето на етничките прашања, дека ја овдека го ја слушам таа флоскула со децении дека тоа се користи само пред избори. Тоа не е флоскула што се користи само пред избори. Тоа е агенда. Ја не знам овој народ 30 години не свати дека тоа е агенда. Таа агенда се спроведуваше во Србија од 80-та година кога почнаа студентските немири во Приштина. Се провлекуваше низ 80-ти, 90-ти Милошевиќ кога 89-та тоа Гази Местан како беше кога ги ова дојде на власт и кога знаете што се случуваше на Косово до 98 нато. Значи тоа е агенда. Овде кај нас ние не научивме од историјата една работа дека тоа не има нив приказна предизборна колку да креваат етнички тензии ова. Они работат на таа нивна приказна за обединување на сите оние што ги сметаат за албански територии. Тоа не е. Зборувате за Дуј или зборувате генерално? Значи сега зборувам за оние кои што ја турка таа агенда, дали ќе ги наречете Дуј, Муј, видете, албанците не ги сплотува бизнисот, не ги сплотува верата, не ги сплотува, не знам, религијата, како сакате. Албанците ги сплотува албанството и тие по тоа прашање со секоја почит кон нив, ја го кажам и со албанци го зборам. И по тоа прашање тие имаат консензус. И тие не се наративи што ни ги користат само пред избори, да се разбереме. И ние уште не научивме. 2001 ни се случи, ние пак не ја научивме таа лекција. Така што Дуј секогаш треба да се зема со резерва и секогаш треба да им се посвети внимание за она што го планираат, како планираат. Гледате до ден денес се закануваат со немири, со дестабилизација, со тие работи. Па тоа не се, па јас да земам сега во емисијава да заканувам со дестабилизација, со она, ја веднаш ќе бидам повикан од некоја, не знам, тело за истрага, да ме прашаш што тоа збориш во емисијата. Овие никој никогаш не ги вика нигде. Мислам дека на таквиот однос, на таквото однесување со закани по безбедноста на луѓето во државава, на граѓаните треба да му се стави крај. Ја мислам дека и за таа работа сега оваа власт има ветер во грб. Ова се однесува конкретно на Дуј. Но да видиме, јас пак би сакал некои работи да ги истера до крај, да се смени приказната малце, да се смени песната што се пееше. Тоа дефинитивно се работи, сите знаат за нова власт, има целосна поддршка од јавноста. Сега треба да искористат, не само од јавноста, од меѓународната јавност. И од меѓународната заедница, така што ги имаат сите полуѓе да го направат тоа што треба да го направат, да се надеваме дека ќе биде така. Но брзо и помина еден час. Ви благодарам многу за учеството во вечерашната емисија. Почитувани, ви благодарам и вам и останете со програмата на Канал 5.